Čekaj. Dobro večer. Dobro večer, čekaj malko. Zvončето ne работи. Pa znam primetiv. Вие сте Никола? Кој прашува? Ванчо Комерц. Опа, вие Машко сте били? Видете, јас не дојдов овде да се вреѓам. Дека на телефон кога се јавивте. Да. Јас никогаш не сум бил женско. Добро. Вие се јавивте на телефон? Не. Так. Мојата секретарка. Па ви има многу мушкобањац глас. Знам. И одбивам од плата. То сакате ви? Мораме сериозно да разговарам. Повели. Благодаря. Види, то се важни разговори. Знам. Затоа те викнав. Ти си живеела на тој запад. Младост оставив таму. Одлично се држиш. Ајде, ти се молам. Това не се ни 10% од моите капацитети. Какви ги има, ти си супер. Трајанке ме, ова треба да биде комплимент. Остане се живее од комплименти. Што сакав да те прашам? Нешто. Само рече дека децата донеле некоја важна одлука. Што мислиш ти за тоа? Слушај, не знам што да кажам. Светов е за никаде. Што мислиш ти? Некој рекол, само убавината ќе го спаси светот. Правилно, под услов и светот да се согласи на таа одлука. А да ти кажам, ако се согласи, ќе се пријавам за доброволка. Едно време кога ќе прошетав низ мало, бред, зидари паѓаа од скеле, насекаде се слушаа гласни машки воздишки, а жените ми дофрлаа. Вакви како тебе, бракови растурат, несреќа една. Мила моја, живее во автокоманда, а по мене стројници доаѓаат дури од Ѓорче Петров. Види сега со каква природна лепота дада ти располагала во тие тешки времиња, без мириси и помади. А денес мажите се тимарат, се мазнат, се тафрат. Тоа бре, не можеш да им одредиш година на производство. Туку, види, кога го гледам ова животов, не можам да го препознам. Не е тој живот. Ако некој да ни го заменил. Како се живее таму? Каде? Таму да у таа пуста туѓина. Најдобра варијанта е парите да ги земаме од запад, а да ги трошиме на исток. Трпе. Како сте, госпожа Мимоза? Благодарам. Знај ти лажички, нека биде поблагичко. Знам. Абе, ти теоретски знаеш, ама на терен ситуацијата е поинаква. Не се обрнува внимание на праксата, госпожа Мимоза. Пред некој ден кафето перим. Морав да конзумирам 6 тулумби, 10 баклави и 12 равани, да ја утепам горчината. Цела зграда нема струја. Знам, информиран сум. И многу тешко ми паѓа. Во наше време, госпожа Мимоза, тоа беше на прво место. Електрификација плюс индустриализација равно социјализам. Не е лошо еден ден наместо од дома да излезеш од тој твој социјализам. Што ти е, македонец, ќе дојде на власт и не можеш да го препознаеш.
koja ja venčam, gospođa Mimoza, cel den guvеше, во врвови од чевли ме гледаше. Во врвови на опинци, ако зборуваме право. Но многу бргу се навежба, не е истата особа. А да става малку кафе во Джезвево? Не мораш да се мачиш, стави еден крокодил. За оваја била. Не јаде ко чист леп. Господине Трпе, никому не пречи малку хумор. Ама и јас сум за хумор, ама не по секоја цена. Еве, поблагичко. Хвала. Трпе. Мораме сериозно да разговараме. Мораме. Зборувам од лично искуство. Случајот не е едноставен. Не. За каков случај се работи? Трале? Трале, што е? Алек? Шо? Сакаш нешто важно да разговараме? Не. Добро. Седнете слободно. Да, благодаря. Ние ќе мора сериозно да разговараме. Само губиме време. Вие брзате некаде. Видите, нашиот разговор нема правна основа. А морална? Уште помалку. Како така? Видите, ние не мора да разговараме. Па подобро сега да разговараме, одошто да разговараме по адвокати и судови. Добро, тогаш ќе се видиме на суд. Таму и вечек. Тоа е мој терен. Таму ќе видиме чија мајка црна волна преде. Слободно. Слободно одете. Зошто, мислам, зошто сега мајка, бе? А? Зошто, мислам, вуна и ова башка црна со предење. Видите, не седнете ако треба, ќе разговарам, да. Повелете, седнете. Немој така, мајка. Со вуна. Така. Сега, господине Ванчо Комерц, кажете ми зошто сакате да разговараме. Видите, јас сакам да разговараме за иднината на мојот стопански објект. За вашиот стопански објект може да разговараме, а за иднината не може да разговараме. Зошто? Затоа што иднина нема. Барем не сега и не овде. Понатаму. Како нема иднина. Вчера сум гледал на Вестивер, знаеш како кажа убаво луѓето, велат има иднина башка, толку не почитуваат. Кој стигне не почитува. Епа зашто тогаш ние 20 малку повеќе да не се почитуваме? Зашто ние заедно сите не се почитуваме малку повеќе? Па видите, јас за тоа ви зборувам. Вие имате деловен простор, така, објект и кој што го издавате. Го издадовте на особа А, особа А деловно пропаѓа. Доаѓа особа Б. Особа Б сака да направи пренамена, особа С не дозволува и каде има тука разбирање би се молам. Ама јас ништо не ви разбирам, разбирате? Особа Б сум јас, кој е особа С? А веројатно јас. И што ако, например, вас ви текне да го пренамените тој простор за погребно или погребално предпријатие? Видите, вие мора да ме разберете. Ама морате и вие мене да ме разберете. Сите ние сонуваме, сите имаме некакви соништа. Но јас последно време некако се будам и се ми е комплетен хаос. Реалноста ме чука по главата како некаков чекан. Денес реалноста е многу сурова, господин Ванчо Комерц. Јас се извинувам што ќе морам да ве поправам не денеска, секогаш реалноста е сурова.
господине Никола? Според тоа требаше да ме известите за вашите планови за реновирање. Ја сакав да ви изненадам. Немојте ништо вие да ме изненадувате, јас имам толку слабо срце последно време, не можам да ви објаснам. Блазесиви. Знаете, блазесиви, вие барем имате срце. Знаете ли колку луѓе надвор шетаат без срце, што се мислат? Господине Ванчо Комерци. Господине Никола. Ќе ми платите кирија 6 месеци унапред. Може? Секогаш имам джокер во рака. А дали имате луѓе? Не споменувате никакви луѓе. Па да, не спомнав луѓе, точно. Па со кого ќе работите? Имате веројатно некакви луѓе. Видите, 6 бизниси започнав и сите ги затвори. Знаете зашто? Па поради луѓе. Да. Ракија? Може. Бела или жолта? Црна, судбино бела. Седне. Да, благодарам. Шо ти е судбина? Ние не можеме врата од купатилото, а погодимо вие се шетаат со темни цвикери. Им блештат тие Римови, Паризи, Лондони. Гледај, во една улица имаат повеќе сјалици колку ние во цела држава. Знаеш ли ти кај е Нов Зеланд? Знам, на 20.000 километри од твојот кревет. Ако тргнеме пешки и се движиме со 5 км на сат, ќе стигнеме за 166 дена и 5 сати. Тука не ти урачунато користење на тоалети и лечење на жулеви. Еден ден кој ќе прошетам по пистава. Сите ќе останете без воздух. Од тој момент вештачкото дишење ќе биде во мода. Уште ти не си станала манекенка. Зборувам фигуративно. А што ти значи тоа? Многу ми значи. Полесно го поднесувам овој мрак. Не. Само нашава зграда нема струја. А да викневте мајстор за промена? Го викневе на цацеве, ама го знаеш него, тој повеќе псуе од што работи. Вие што правите? Живееме првобитно општество. Деца, мора сериозно да поразговараме. Нема потреба. Исецкав кромит, купив леп, се скарав со аца. 2 дена не сум ја фарбала косата. Уште нешто има. Има? Добро, ќе измијам и садови. Што сакате за вечера? Струја. Мамо, да ти направам една фризура? Абе, Кирко, не разбирам зошто да ми правиш фризура кога најдалеку што одаме до контейнерот за ѓубре? Вежбете за Нов Зеланд. Па за таму па ичпа нема да ни треба. Таму сите носат некои капи заради тоа озонските дупки. Како ќе се живее таму, Господ знае. Важно, таа дупка не е на земја. Како ги летаат тоа змеевине по небото? Не можам да не се нервирам. Имам грудка и таа грудка ми секој ден ми станува многу голема. Станува многу поголема од мене. И јас станувам се помало од грудката. Ајде, како е Се јадам, ете така се нервирам и престанав и да јадам нормално, престанав и да спијам нормално и се јадам однатре. Што збориш, бе? За што За земјава, разбираш, ме нервира тоа. И ме нервира ова за Македонија. Мене ли ми збориш, бе? Не можам и кога ги гледам тие луѓе, сите наши луѓе може да живеат, секаде може да живеат,
Значи, секаде може да живеат како луѓе, а во Македонија не може да живеат како луѓе. Тоа мене ми е, извинеме, тоа ми е мене ненормално. Јас сум ти жив пример. Ти да одиш да спиеш, ти реков 100 пати. Слушай се, јас, например, можам ќе направам агенција за оставаме министрата и сплотаме и вака. Немој тоа. Сите од цел свет Македонија. Немој тоа. И ќе направам да контактираат меѓу себе, може на 0,500. Немој. Да не помине таа работа во Коплерај, Боже ме прости. Нема. И од многу контакти може целава земја да биде многу лош. Јас ако оправам, ќе оправам само за Македонија. Не, ама за Македонија, види, ти можеш да дојдеш во коализија. Та можеш да дојдеш, ти можеш да дојдеш да одговараш кривичност. Абе, чекај, не, трни тоа на страна, бе, тоа само за Македонија ќе оправам. Јас сум, мене не ме интересира профит, бе. Јас сум спремен да умрам за Македонија. Тато, оди легни се, молим те, оди легни се. Ке умрам, бе, сега у моментот го треба Немој. Пусти ме, не ме пипај. Пусти ме, сега ќе легнем и ќе се фрлам од овде за Македонија ќе загинем. Гледај. Анчо, седи. Пусти ме сега. Млад човек. Животот е пред вас. Убава тенда комшини напред. Слушай, можам ја зашто сега во моментот да Седи, бева. Нема, кажи, зашто сега во моментот. Можам ја и друг ден да загинам, можам да загинам кога сакам. А сега гледам на завар сега. Најубаво. Транка! Не ја вике сега, не ја вике, оди легни се, ајде не. Гледам на забар и така сум под анестезија цел ден сум. А днес другот пак ќе дојдам. Ја многу сакам да разговарам за Македонија и разни други глупости. Може, фајрот. Абе, направи си го тоа звончено, знаеш ли колку ме боли ова рака ако го тропав јас. Данга. Ало! Кај бе тоа? И ја. Ајде. Дојде струја. Требаше пена плати. Ајде, готово. Добро. Ова ти ќе регулираш. Никола, ај, шобара сега. Тоа е. Добро. Примајте Бруска! Еме го! 14-тиот број. Јуро, како сме извежбани 40 број за ова. Добро, коло. Чекай малку, извини се. 78, примајте Бруска! Еме го! Видовте? Одима за 15-тиот број. Ети го! Бинго! Што пише ваше сега? Куде ми бија? Мислиш, не те видов, а? Буна! Страга Лојзе чува. За тоа не си станаа народни херои. Морам да го гасам. После ти е цатко крив што ти е мала пензија. Ме изводи од памет. Море што ги ти е памет од денешно време. Освен ако не решаваш крстословки. Кај изникна, бе, мајстор? Па куде е струја, туј сам и ја. Па нели со венчаници работиш? Ма не ќе да чуе за венчаница. Попрво ќе продавам семке на утакмица. Да, еден продаваше, ама го утепа со ДДВ. Е нормално кад работи јавно и кад нема книговоđу. Тешко е овде за поштен свет. Мислу се да си иду за Нови Зеланд. Бар старост да прокарам. Па што чекаш, бе? Ја да ти ги имам годините, уште утре ќе отпатам. Ја. Абе? Поднај ми плајвас. Како си, мајстор Цаци? Како други очев.
Слушам, мајстор Цаци не работиш веќе со венчаници, а? Ја работев, ама Влади не работев. Више се разведуев него што се венчам. А не ми се исплати. Трпе. Мораме нешто многу сериозно да разговараме. Блазе си ви. Ја с Жеру последни пут разговара пред 10 години, када била смо тапете за приемну собу. А си знала че ли се острујава многу? Овој овде за мене мачи кашер. Јас сам цело Куманово осветлија. Куманово доскоро е било као руска губернија во 18 век. Овели. Црна ноќ. Ниси мога куќу да потрефиш. Сега Куманово ти е као Бајнајт као Скопје преко ден. Лас Вегас може воду да му носи. А, здрави. Пад нами плајваст. Ово е за вас. А човека јутре ќе го донесу. Ова е тоа, А да се напиеш уште една? Ке пиу коде кумчику. Морам бушон да уставу. Сама едница. Нема маж. Побегнавам Нови Зеланд. А што беше дефект со струјава? Па не сте платили струју. Ургенција важи едно неделју. После да си платите. Ајде сега со здравје. Цаци. Легенда си бе, мајстор Цаци. Само гледај жена ти да не те разбера. Не удара гром у коприве. Професијата електричар си има своји предности. Слушај, трпе. Мораме сериозно да разговараме. Што па не работи бојер? Тато, ај погледни ги овие документи. Што е ова? Не веле. Имаме само една точка на дневниот ред. Поради итноста ве повикав сите. Разговорот е многу важен. Па добро бе, мајко. У самопослуга ќе тргнам, па се јавувам. А вие за Нов Зеланд сакате да одите и никому ништо не кажувате. Тато, знам дека ова испадне малку одеднаш. Добро, ако тргнеме сите ние од Македонија за Нов Зеланд така, одеднаш. Така ќе се решат сите наши проблеми. Добро, а шо не дојдат тие тука кај нас да видат како е? А? Епа тие не се будали, тие се информирани. Николче, сине. Мола. Може малку посериозен пристап кон темава, па не сме у парламент. Епа не може. Сакам да внесам малку ведар дух во овој утрински муар. А да го внесеш точакот за промена да не го украдат? Аз се превземи таа работа. Ти знаеш шо мислиш? Што има да мисли? 10 години е без работа, социјален работник. Ајде да не си упаѓаме у збор. Да не се упаѓа. Не, јас мислам како евентуално еднаш да влезам на фризер без Може. трема. Како да не се плашам од сметката во супермаркет. Како да им купам на децава што е. Ете тоа мислам. Кажи, Трајнки. Ништо, само се накашлав. Па цело време кашлаш кој да си у театар. Не, добро, ќе кажеш нешто или ќе продолжиш да кашлаш? Ќе кажам. Не е така едноставно. Од една страна ми е тешко, а од друга страна ми е мило. А од која страна ти е мило? Па мило ми е што ќе бидат заедно, што ќе работат, што нема да мораат да купуваат пегла на кредит. И што друго? нема да мораме да одржуваме вакви состаноци. Состанокот не е завршен. Сега. Добре. Цел век сум по состаноци. За улогата на новинарот во социјалистичкото општество. За ликот и делото на нашиот никогаш не прежален и вечен. За религијата како опиум за народот. За мангупите во нашите редови. И ти сега најде да ми солиш памет? Барам збор. Имаш 5 минути.
Истата бунда ја носам веќе 8 години. А тоа животно е носело 10 па ништо. Трпе, и јас сакам да го видам светот. Сакаш да го видиш Да. светот? Тато. Еве, ти па гледај го светот. На, Добро. видела светот. Слава. Кај Александар? Отиде да внесе точакот. А, да, добро. Слушај, Никола, сина. Да те прашам, дали е таа одлука ваша дефинитивна? Да. Јас тебе те прашувам. Види, мамо, ние нема да бидеме ни први, ни последни. Добро бе, ќе ме праша, мене некој што мислам? Дедо, што мислиш ти? Живееме во неизвестни времиња. Насекаде е внатрешен и надворешен непријател. Нашата држава е во големо искушение. Треба да ја браниме, треба да се бориме за незиниот опстанок. Не смееме нашата татковина да ја оставаме сама. Така е. Има ли прашање? Дедо, кога ќе ми го купиш глобусот? Ма биде, а да попричекаме малко. Нестабилни се границите. Може да застари глобусот, па джабе да фрламе пари. За тоа ти зборам. А еве ти, дедо, пари купи си сладолет. Ќе штедиме од идниот месец. Мими. Пријатно. Мимима, што се случило? Си отиде човекот. Кој човек? Алексеј, А каде отиде? на оној свет. А, блазеси му. Трпе. Кој е тој, тетка Мими? Мојот ред маж душа. Господ душа да му прости. О, па не знаевме. Па не кажа Ана вести да. Никола. Кафенце нешто? Може. И јас доцна дознав. 3 месеци не можеле да ја најдат мојата адреса. Чудиме во недела да му запалиме свеќа на човекот. Немојте да се трошите. Ама не е тоа ништо. Ама, патот е многу скап. Де голема работа, па пешки ќе одиме ако треба. Далеку е. Госпоđo Мими, Да, каде ви е закопан дотичниот? во Нов Зеланд. Каде? Во Нов Зеланд. Тато, Мола. деда, точакот. Точак. Го крада. Сине, да си ти жив и здрав, па за точакот кола е работа. Ете ти. Младен си за вас согласи. Не можам да верувам. И јас. Судбина. Беше стар, ама добар. Толку години заедно. Кога прв пат го видов си реков, тоа е најдобриот. И јас. Само еднаш го однесов на мајстор. А се познававте? 30 години бевме неразделни, госпожа Мимоза. Истина. Колку е светот мал. Тоа беше мојот прв и последен точак. Што е сега? Мислев дека разговараме за мојот Алексеј. Ма што има да разговараме за него, да не измислил пеницилин или нешто слично? Трпе, бе, немој така, жената е во тоа. Ми отиде човекот. Госпожа Мими. Да. Мислам да не ви се меша. Ама ако не умре човек на 86, кога да умре? Не разбира. Ама годините не се важни. Ама во случајов биле решавачки, тоа сакам да ви кажам. Ај, здраво, земјаци. А тебе? Здраво. Се чувствувам како капетан на брод.
Site me napuštile, a ja splovam bez edra, bez kompas, po napušteni razbesnet okean. Ja, mene glavata me boli, kolenovo me vrti, очиве нешто ме печат. А и срцево нешто ме штрека. Можам вака да те гледам цел век. А, уште малку ќе биде готов. Не мислев на чорапот. А на што мислеше? На старите добри времиња. Како вчера да беа. Но не беа. Памтиш кога се разболе многу? Ти ме прати на бања. Те пратив. Ме прегрна и долго ме бакнуваше. Ти плачеше и ми вети дека нема да умреш. Беше среда, 2 мај, точно на пладне. Ти купив млечни карамели, кило боза и чај од мене. И на автобуската скрши една гранка од јоргуван и ми ја даде. Сакав нешто важно да ти кажам. Да? Што? Добър вечер. А вие сте Никола? Бараме спас, а на усни прашање. Сака уште нешто повеќе. Секоја ноќ гледам маски комични, но знам многу луѓе тука можеш да пронајдеш се, зошто надвор да бараш лек. Друго што ти треба, имаш сонце и раце и ден. Обичен. Сонувам пак разни земји ветерени и јас како сите луѓе обични. Тука можеш да пронајдеш се, зошто надвор да бараш лек. Друго што ти треба, има сонце и раце и ден. Обичен. Тука можеш да пронајдеш се, зошто надвор да бараш лек. Друго што ти треба, има сонце и раце и ден.
biće